пратеници. Значи на 5 април ние имавме и протест на родителите на децата со попреченост, кои што протестираа пред влада и после дојдоа и пред законодателниот дом, значи пред собранието. Ние се симнавме доле, ги сослушавме луѓето, знам дека после се качи и во собранието, мислам дека разговара и со представници на владеачкото мнозинство, но очигледно дека за овие луѓе се нема слух. Ние на оваа седница имаме исто предлог закон за заштита на децата, предложен од владата. Искрено на почеток мислев дека ќе имаме слични измени со измените ние што ги предлагаме, па мислев сега во таква една ситуација да го повлечем нашиот закон, но вие само правите усогласување со најниската, значи со законот за минимална плата и тоа касните цел месец затоа што законот за минимална плата почна од месеца сега веќе април, значи од март за април, што значи очигледно дека за овие луѓе немате воопшто слух. Сега, значи нашиот предлог закон за изменување на законот за заштита на децата. Сите видови на додатоци кои што овие родители ги примат, ние ги качуваме за 100%. Значи, го изменуваме член 35, став 1, посебниот додаток од 5021 денар се зголемува на 10.042 денари. Потоа, став 2 од истиот член за додатокот за самохрани родители за дете со попреченост од 7.531 денар се зголемува на 15.063 денари и став 3 исто од член 35, значи за родители кои што се материјално необезбедени и корисници на гарантирана минимална помош од 6.276 денари се зголемува на 12.552 денари. Према барањата на овие родители, значи не се сите барања внесени значи во овој закон, ние ќе прибегнеме и кон промена на законот за социјална заштита, за пензиско и инвалидско, за сите барања на овие родители да вметнеме, значи само тоа ќе биде понатаму. И со оглед на тоа што не се работи за сложен и обемен закон, по член 170 став 1 во Деловникот на Собранието на Република Македонија овој предлог закон го предлагам на скратена постапка. Благодарам. Ви благодарам и вам. Предлогот на пратениците Димитар Апасиев и Борислав Крмов по скратена постапка да се донесе законот за изменување на законот за заштита на децата го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме кој е за. За гласа 31 пратеник. Кој е против? Против гласа 47 пратеници. Кој е воздржан? Еден пратеник е воздржан. Вкупно гласа 79 пратеници. За гласа 31 пратеник, против 47 пратеници и еден воздржан. Констатирам дека предлогот на пратениците не е усвоен.